Според тврдењата на римскиот историчар Јосиф Флавиј, Александар Македонски освојувајќи го Ерусалим во 332 година пред нашата ера, со крајна снисходително се поставил кон жителите на покорениот град, иако тие биле сојузници на неговиот законот соперник, царот на Персите Дарий. Причината на таква поставеност средновековните еврејски коментатори ја наоѓале во тоа дека Македонски бил поразен од мудроста на старците од вториот Ерусалимски храм, што му ги дале одговорите на главните животни прашања кои го интересирале најголемиот полководец на сите времина и народи. Првото прашање со кое се обратил Македонски било: кој е мудар на светов? И му одговорија мудреците: мудар е тој што знае правилно да поставува прашање и да се учи на примерите од сите со кого го среќава судбината. Второто прашање било: кој е тогаш силен на светов? И му одговориле старците на Александар Македонски: силен е тој што може да ги победи собствените слабости, буквално собствените инстинкти. Третото прашање било: кој е тогаш херој на светов? И му одговориле мудреците: херој е тој што може да го преврати својот непријател во свој другар, буквално одмразејќи го него, волюбејќи го него. Следното прашање било: кој е почитуван на светов? И му одговориле мудреците: почитуван е тој што се почитува себе си. Петтото прашање било: кој е тогаш богат на светов? И му одговориле мудраците од вториот храм: богат е тој што умее да му се радува на тоа што го има. И последното прашање на Македонскиот било: кој е тогаш среќен на свет? И му одговориле мудреците: среќен е мажот кој нашол убава жена, прекрасна во своите постапки. Поразен од мудроста на ерусалимските старци, не само што не го дал Ерусалим на разграбување кај своите војни, туку и самиот се искачал на храмовата планина и вознесол молитва заедно со свештениците од вториот храм.